BMW многу мудро ја разработи својата стратегија. Покрај забрзаната електрификација, баварците не се откажуваат од моторите на согорување. Таков е случајот со обновениот X3. Задржано е актуелното меѓуоскено растојание од 2865 мм, но сега кабината е подолга за 34 и поширока за 29 мм. Визуелниот отисок се приближи до изгледот на X7. Предницата ја карактеризираат големите бубрези кои сега се осветлени кај најсилната изведба M50, додека останатите ќе може да го добијат како опција. Ново меѓу кросоверите на марката е контроверзната шема на маската составена од вертикални и диагонални линии, која е резервирана за изведбите со приклучен хибрид. BMW вели дека кај новиот X3 каросеријата доби подсврста структура. Има подобрено подвозие и однесувањето во свијеци добиено со различни геометриски измени што ја зголемуваат прецизноста и стабилноста на управувањето. Ажурираниот интериер треба да ја зголеми атрактивноста и престојот во кабината. Имплементиран е веќе познатиот заоблен дисплеј кој ги обединува инструмент таблата и инфозабавниот екран. Технологијата OS 9 на BMW овозможува ажурирање преку воздух и им овозможува на собствениците пристап до апликации за стриминг на музика и видео, вести, навигација со зголемена реалност и игри. Дволитарскиот бензинец сега испорачува 208 конски сили и 400 ньютон метри, додека забрзувањето до стотка остана 7,8 секунди. 3-литрениот 6-цилиндерски твин турбо бензинец сега е засилен на 398 коњи и 580 ньютон метри. Тој ќе ја задвижува верзијата M50. Во понудата остана и 2-литрениот 4-цилиндерски турбодизел со 197 коњи, кому ќе му се придружи и 6-цилиндерскиот дизелаш во средината на идната година. Во гамата е понудена и верзија со приклучен хибрид која ја носи ознаката 30E. Таа го комбинира дволитрениот бензинец со електромотор интегриран во 8-степениот автоматски менувач, испорачува системска моќност од 299 конски сили и има електрична автономија до 91 км. Продажбата на рестилизираниот X3 започнува во почетокот на четвртиот квартал на годинава, кога и ќе пристигне во Македонија. Што се однесува до цените, нема прецизни податоци, но секако ќе биде малку поскап од актуелната верзија.